Продолжуваме понатаму, гостите расположени, се надавам пријатно се чувствувате во нашето студио. Се подсетуваме на некои минати времиња, настани, но и она што следи кога станува збор за вашата иднина. Ќе одиме сега со фотографиите. Знаат нашите гледачи, во овој дел гледаме фотографии кои што сте ни ги испратили или ние сами сме ги нашли на интернет, на Facebook, сега барем со социјалните мрежи ни е малку лесната работата. Ајде најпрво да ги погледнеме фотографиите од Анета кои што се измонтирани, а подоцна ќе ги видиме оние кои што во моментов ми ги препрати да видиме каква била, како мала. Да. Ајде ги гледаме фотографиите и ги коментираме во исто време. Еве една уметничка фотографија. Да, ова ми е најнова од едно интервју од неодамна. Убави весели бои. Малце не гледам од камерата, меѓутоа ќе се снајдам добро. Ако сакаш јас ќе коментирам. Не е проблем. Може. Убава стилизирана, убави бои, весели, пролетни. Да. Одиме понатаму. Еве го бендот кој што го споменавме. Ова е првата фотосесија со Дакапо кога почнавме да работиме заедно, ова не е првата. Фактички ова е проект кој го снимавме Охрид, покрај Охридското езеро и со тоа и искористивме приликата да направиме неколку фотографии кои што ќе останат нормално. Едно убаво искуство. Секако да. Со пократка коса. Дај потемна боја, ако не се лажам малку од сега. Секоја фотографија ми е, значи, различен стил. Некаде кратка, некаде долга коса, некаде плава, некаде темна. Да, сега црвено коса. Да, сега е црвено коса. Според мене, вака најубаво те личи. Да. Сега ова е еден фамилиарен ручек во Битола со мојата мајка и со пријатели од Бујановац. Од Србија. Така. Ова е мојата радост. Керката. Керката, една постара слика. Не знам. Тука со долга црна коса, да. Да, ова е многу стара слика. Уште пред да замени керка ми за Германија, бидејќи таму е неколку години. Така. Таму живее, таму работи. Тука сме на мој колега и ваша колешка. И моја колешка на Русафест. Така. Каде што ја отпеав песната за мојот татко кога почина. Решивме со Анита да ја еден поздрав до неа. Бидејќи двете се пронајдовме во таа ситуација и таа неодамна го загуби нејзиниот татко. И ми предложи ајде да направиме пред се за нашите татковци кои ги нема повеќе меѓу нас, но и за сите што ги изгубиле. Искрено не сакам никој да се пронајди во таа песна, меѓутоа ето тоа е животот. Ова е на новогодишна во една телевизија. Мене ми се допадна фотографијата, да, затоа и ви уште една со керката. Со керката, да. Супер. Сега ќе одиме убаво да остани нешто. Со тие фотографии каде што ќе видиме Анита мала, детенце, тинејџерка. Детенце, да. Случајно ги најдов фотографиите во телефонот, реков ајде нешто. Да, ако баш убаво. Само да видам на која камера, седмица, веројатно, или петка. Колеги, кажувајте. Ајде. Тука. Опа, извинете. Ова коса долга, густа. Овде мајка ми ја плетеше косата со крпчиња. Еве и вас ви е познато. Да. Порано така. Да, порано така се плетеа косите. Се спремав за еден настап во Пробиштип на еден фестивал. Тука ова си ти? Ова сум јас во Забавиште. Да. Така. Ова е крштевката на мојата керка. Бебенце. Тука сум пионерче. Го фатив тоа време. Да. И јас сум од тој дел. Стварно убаво чувство и се сеќавам на тие моменти кога се сликавме. Тука сум на еден фестивал каде што добив награда. Така. Не знам колку години имам. Искрено вака кога прикажувам фотографии од моето детство, треба мајка ми да ја земам таа памти се. Сигурно повеќе да. Ова некој роден ден, веројатно. Да, ми е роден ден со моите најмили. Тука сум невестичка. Еве јас имам нешто заедничко. Да.
И тука испраќање на еден фестивал во Битола на аматери. Многу убави. Истата фотографија, Многу убави уште од мала фотографии. сакав да играм. Знаев како да ги поставам рацете дека музиката беше во мене од раѓање. И ова е од денеска. Ова е од денеска. Од нас во студио, Да. која што подоцна ќе биде прикажана на социјалните мрежи, нели, за да ги информираме оние кои што таму не следат. Сега може да одиме со фотографиите на госпоѓата Руси кои што ние ги одбравме, а ако има нешто што не прикажавме таму прв дел, ќе ги покажеме во овој дел од емисијата. Одиме прво со Веројатно како дете нема ни да има, затоа што тоа е период Па кога како сме дете живееле не, ама во помлада, да. Србија, во Ниш. Меѓутоа подоцна веќе има некои фотографии и кога ќе ги погледнам дома, гледам дека секогаш пред мене е микрофон. Значи, од кога памтам за себе, јас говорам, читам поезија, стихови, било што, пред микрофон. Так. Значи, долги години поминав во детската радиодрама во Радио Скопје, за подоцна нели во спикерската група, и едноставно не сум се одделила од микрофонот, така. Дури реков дека не сум прикладно облечена за ваквата буба телефон што ја имам денеска. И апропо фестивалите детски, Сидо го следев постојано, затоа што Златно Славејче за прв пат Снежка во Скопје го водеше. Тогаш и Миодраг Шаурек беше режисер. Освен Златно Славејче, бев и на Калинка неколку години поред. Едноставно тешко е да се видат, меѓутоа така за спомен ги чувам. Потоа имаме Плетенка, тоа е фолклорен фестивал, детски, од Детски културен центар Карпош од Скопје. И имаме Пинокио, исто детски фестивал во Кочани. Така што и Јаболче, исто Тетовско и така натаму. Да. Тогаш јас кога пеев на Сидо, Сонја го водеше. Така, да, а ние Да. бевме во публика. Да. Така, бидејќи со Пујовски се дружевме доста, со Тања Гоговска која ги пишуваше и сценаријата, заедно со Пујо. И едноставно така живеевме, како децата, така и ние со нив. Да. И едноставно гледав и чекав кога ќе пораснам. Секогаш написите кои ќе ги видам во весник, детето Снежка, ама видов еден напис, еднаш дете, еднаш баба. Добро е, стасав и до баба. Ама си се гордам со тоа што сум била малечка, бидејќи во серијата Дајте да, јас ја музика, најдов оваа фотографија, ќе видите подоцна, да. Пораснавме. Меѓутоа, мало, луто, пиперче, секогаш си кажувам, затоа што отровот се чува Во мали шишенца, да. И само ќе се израдувам, ќе го прочитам ова за да не го Ајде. сгрешам, на добивањето на Војдан Чернодрински за главна женска улога. Со љубов овој Џамбазов, Игор Џамбазов ми напиша нешто. Лоша си или добра, зајче си или кобра, јака си или слаба, дете си или баба, мозокот зачудено по сцената ми скита, Снежана си или Маргарита. Звер си или мајка, живот си или бајка, мирна си или луда, Христос си или Буда, ни самата не знаеш од око ти се чита, Снежана си или Маргарита. Далечната 92 година. Браво, многу убаво. Одлично. Имаме ли таму уште неколку фотографии да ги прикажеме пред да одиме со оние кои што ги имаме Види, измонтирано? Струшките вечери на поезијата, Супер. ги, да, разни поетски читања, одбележувања на јубилеите на детските градинки во Скопје и во градинките во цела Македонија. А посебно ја црно-бела чувам, фотографија. ја чувам оваа фотографија, тоа ми е доказ за пријателството со Унковски и со Ненад Стојановски, кој што го играше Пиги, со која представа ги добивме сите награди на Стерино позорје. Посакувам сега повторно маната да ги доживее истите среќни мигови. И ќе се сетам на зборовите на Ненад Стојановски, кој што ме прашуваше како успеваш да читаш без грешка. Па читаме прима виста, така се потребува тој збор. Значи, и не прочитан текст, умееш да го прочиташ без да погрешиш. Ние актерите подоцна, нели, повеќе читаме,
обработуваме проби неколку пати за да излезеш. Јас немам време да дочекам тие проби, јас сакам веднаш на сцена. И така. Добро, да видиме што ние најдовме од фотографии, можеби со некоја ќе се повториме, но ако еве ова е една екипа која постојано оди на театарските представи, ги следи. Тоа се моите другарки Сашка, Дарја и Амирнис. Нокшиче, да. Многу убава фотографија, весели, насмејани, баш некако така буди. И истата поза ја користиме за сите представи што ги гледаме. Да. Супер, еве. Ете го доказот дека микрофонот е мој, ова е студио Кларион, каде што екипата доста работи, едно 10 години, работевме за Минимакс. Така? Ако не се лажам. Ова, ако е во МТВ, тогаш тоа е една видео за Исус Христос. Добро. Така беше. Мислам, не, таму имате едно видео друго. Па има на мониторот тоа е големиот Тарзан. Така што ова со Томе е веќе МТВ, бидејќи е за Исус Христос. Видеокасета беше направена, да. Ова е еден дел од представата Рекламна бајка, каде што повторно принцеза невеста заедно со Колозов, со Кира Антоновски и со Сонја, моите соработници, колеги од Македонскиот народен театар. Така. Да видиме, еве уште една. Ова е така еден обичај на наша екипа, Кира Антоновски, Снешка и Душко Костовски Дедо Мраз, а Јана е мојата ќерка. Не знам колку години имала, одевме по градинки, одевме по институции, образовни, државни, било какви и подготвувавме новогодишни представи за деца. Добро. Еве уште една. Ова беше еден јубилеј на Кира Андоновски, 150-та представа на Народен пратеник, заедно со моите колеги Микич и Славица. Така што Снешка е таму, најмаличката таа. Нема грешка. Ова е, значи, јубилејот, Томе Витанов и Снешка во Вишновата градина, во стариот објект на Театар Центар, Македонски народен театар, бидејќи сега сме во новиот. Да. Е така. Првата фотографија што прикажавме беше баш пред новиот театар. Имаме уште една фотографија. Ова е од Чорбаджи Теодос, Стојанка, сум ја играла во режија на Ацо Алексов. Сега веќе годините 70 и некоја година е. Потоа познавам дека сум стасала 8 деценија. Инаку какви биле убави природни. Многу. И дополнително што е црно-бела фотографијата, мене лично многу ми се допаѓа. Ви благодарам за фотографиите кои што ги донесовте и нели за дозволата вие да ги прикажеме. А сега одиме со фотографиите на Јован и Лилјана заеднички. Нешто со Галичник поврзано, но нешто и надвор од Галичник со ваши патувања и слично. Ајде да видиме. Ова е Јован Мал. Ова е Јован Мал со мојот брат и мојата прва братичетка. Така. Ова која година е, дали паметиш? Не ви знаам. Добро. Баш убаво. Ова сум јас со мојот татко на галичка свадба. Тоа значи мојот глас си го слушал. Да. И на себе Да, сигурно. Одиме со следната. Ова сум јас со моите другари исто како мал. Колку убаво. Навистина преубави. А некоја песна да кажеше таму? Што песни се пеат? Ќе запееме нешто сега, да. Еве, тука вие двајца. Да, тука сум со Лилјана. Да. Ама Лилјана не е во носија тука. Оваа година. Во некои од следните фотографии ја имаме. Мислам дека одиме со... Аха, ова веќе е тука за просувањето, моментот. Со модерни фотографии, беше инстаграм. Да, баш убаво. Ке си имате и спомен. Здравје Боже на дечињата, ке си прикажувате. Ова е нашето последно патување во Амстердам. Како се поминавте? Убаво, сигурно. А тие на далечина се сакаат. Да, тоа го дознавме за време на рекламите, бидејќи Лилјана е во Виена, 7 години, вистинска љубов, знае да обстои без разлика дали е на далечини или сте секојдневно, но кога сте го избрале вистинскиот човек, знае да функционира сето тоа. И тука Јован Мал, предпоставувам? Да, тука сум јас мал, со мојата мајка и со мојот брат. Така.
Ова е носијата што мојата баба ја остави на мојата мајка и што сега ќе си остане кај Лилјана. Какво богатство. Ова во Холандија, ова така, да. Од последното патување. Да видиме следната. Ова е нашата веритба. На 20 јануари правевме веритба оваа година. Супер. Ова е во Виена. Ова беше во декември претходната година. Значи за Божи. За време на божичните маркети. По украсувањето гледам. Да. Ајде следната. Ова е исто слика со мојата мајка. Ова мислам дека е во 2021. Така, тука пред Ако не се црквата. лажам, да. Тука сме заедно Тука со сме Лилјана. заедно облечени во 2022. Се учите веќе на обичаите. Да. Така, уште две фотографии Особено мислам обичаи. дека имам. Ова е многу убава. Навистина, многу убава фотографија. Ова фотографија од лани. Ова беше проба Целото за поле. годинава. Да. Како ќе биде да сум зет. Многу убава. И последната да ја видиме. Ова е за време на моето дипломирање. Така. Церемонија каде што се врачуваат дипломите. Дипломите, супер. Ви благодариме многу за овие фотографии. Имаме уште време. Јован, ќе ми помогнеш со тој сат. Има тука 4 прашања. Земи си едно, не го отварај. И ќе ми помогнеш натака Лилјана, па на господјата Руси, па на Нета. И не знам, ајде вие одберете кој прв сака да одговара. Ајде, Нета, може ли со тебе да почнеме? Ајде. Ајде. Како сакате да го поминувате вашето слободно време? Да. Дома. И што да правиш дома? Да лежам, само ништо друго. Уживам кога сум дома, навистина. Секогаш си наоѓам нешто дома да правам некоја занимација, било што, бидејќи сум презаморена од шминка, од облека и има, значи, денови кога станувам и останувам во пижами до вечерта. Целосно те разбирам, навистина. А нема менување прашања, мора. Значи, го сгрешив, ние ги пипнавме двете. Го така. сгрешив. Да. мора да се држаме до правилата и законите. Не, готово ни е Одговари така. го истото. Не, ја ќе го чекам ова. Да, и јас разбирам, исто такви денови имам, не сакам ниту фризура, ниту шминка, ниту да се дотерувам така дома во тишина. Наистина уживам ни во домашна телефон, ни атмосфера, ништо друго. Така. Господја Руси? Бидејќи го пипнав и ова липченце. Ако може и вашето и незиното да го одговорите, не е проблем. Како Јас сакам ќе го размислам ова да го одговорам. Да. А како го поминувам, сега сум стрекна и радосна, бидејќи машината за шиење ми ја поправи еден мајстор, кој што сам ми се јави и сам најави кога ќе дојде, што е реткост. Инаку шијам и затоа сум стрекна и радосна и така го поминувам слободното време. Супер, одлично, убаво хоби, убава занимација. Кој прашање? Малку е тешко. Зошто? Ако треба да одите на Да. пуст остров со 3 работи, што би земале со себе? Што е тешко 3 работи? Ајде. Предмети, да рече. Ништо, само Ништо, една само работа ми себе. треба, само Да. кафе. Да. Ништо друго. Само кафе? Инаку да те пофалам за кафето, фала Добро е. многу. Да, На одлично. здравје, нека ти е ќе направим уште една. Не би ако треба. земала ништо кога би се одлучила да одам на пуст остров. Зашто ми е? Зошто ми Ништо е? друго не ми треба. Добро. Господја Руси, сакате да одговорите на тоа Исто прашање? кафе, готово. Ништо Значи, кафе, неверојатно готово. нешто. Значи, Да. А да одиме заедно. Ами, ајде. Ајде. Ама да пееш. Ке те занимавам по цел Е, ден. така. Супер. Јас ќе играм, а ти ќе пееш. Готова. Ајде, Јана, да видиме Ајде. вашето На прашање. кои важни лекции досега ве научил животот? Да не избрзуваме со одлуки. Обично сум брзоплета, меѓутоа се трудам во последно време да преспие одлуката. Па сите И- сме во главно такви денешно време. Да. Но некогаш би било добро да почекаме пред да донесеме некоја Јас се извинувам, важна дофрлувам бидејќи сум на местото на нема, Роберт. да, Роберт да, ме напушти, да, се јас говорителка, го секако. завзедов неговото место. Така и те Слободно, може чувствувам да си- и те примам, да. Слободно може да си одговори некако сака и на останатите прашања ако чувствува дека има што да каже. Како велат избори до 10, па
кажи или направи. Јас порано се чудев, мојот бивши директор, Љупчо Петрушевски, и кога нешто ќе му предложевме и тој само ќе ми рече малку да преспијам ноќва, утре ќе ти дадам одговор да или не. И ја викам, што директор ќе беше, не кажува ништо е така натаму. Имал право. Утрото е попаметно. Утрото е попаметно од ноќта. Така. И Јован, да видиме кое прашање. Што е тоа што навистина може да ве налути, нека особина кај човек или нека ситуација? Многу филозофски прашања сум спремила денес. Да. Па една од особините што ме нервира кај луѓето е тоа што не се искрени и што не секогаш го кажуваат она што го мислат. Најчесто некогаш знаеме самата интуиција да не натера да осетиме дека нешто не е во ред, а сепак гледаш дека човекот не е искрен кон тебе и не ти ја кажува вистината и тоа знае да ме изнервира, пошто се чувствувам дека знам дека има некаков проблем, а не кажува што е, за да едноставно се решат работите. Така. Уз комуникација може сите проблеми да се решат, така да. Така, со разговор секогаш е подобро. Добро, Анита, кога би се надоврзала на ова прашање, има една работа што навистина ме лути кај луѓето, еве да кажам генерално, кога го живеат туѓиот живот. Не си го живеат својот живот, туку гледаат да го живеат, пример, да се занимаваат со туѓите животи. Да. Што направил некој, како направил, и најлошо е кога судиш за некој. Така. Значи, има еден што треба да суди, а тоа е Господ. Никој немаме право да буричкаме по туѓите животи и да судиме. Тоа е единствено што ме нервира. Така. Господја Руси. А се соочувам со многу такви проблеми. Така да, тоа е единствено и би препорачала, значи на луѓето, ако може да не се живее туѓиот живот. Едноставно треба да си најдеш некоја занимација во твојот живот да не ти е досадно. А кога веќе ти е досадно, ти претураш по туѓите животи. Да. Јавните личности можеби и повеќе, нели се... Така. Ќе кажам на тапет на таквите коментари, судења, кој што како кажал. А секој си има причина за својата одлука, што се одлучил да направи нешто, за се има причина. И не може некој друг да знае која е причината. Така е. Секоја приказна има две страни, ако се слушне само едната не може. А всушност и не треба, нели? Твој живот, како сакаш ќе си го живееш. Моје право. Така да се си вие да кажете нешто. Отрпнати сме на тоа дека се бават со нашите животи. Сметаш дека е тоа нормална работа. А веројатно некажувањето вистина, поточно лагата, е нешто што можеби најмногу ме нервира, особено сега кога велите дека сте ја искосиле тревата, не еднаш, два пати, ами три пати, што значи дека не кажувате вистина, односно лажете. Да. А потоа дека не сте го исчистиле ѓубрето, пак лажете. Мислам, што кажам. Загрижени сме веројатно повеќе за јас најмногу за образованието, затоа што и кај своите внуци, и кај многуте сегашни генерации деца наоѓам не пукнатини празнини, ами немање образование, култура, културно однесување и образование. Така да, баш убаво кажавте нешто што е голем проблем во нашето општество. Незнаењето комплетно ме поразува, посебно историското, но и останатото. Така, тоа се значи тоа, воспитание и едукација нема. И тоа е веројатно најиритантно ми е. Не можете ни да разговарате веќе, готово. Така е навистина. Имам уште неколку минути до крајот на емисијата, брзо ни помина, ќе се согласите, верувам. Дали сте согласни, вие тројца, да завршиме со прекрасна песна или неколку рефрени од Анита, еден од најубавите гласови. Имаме спремено убава песна. Едва ја дочекав. Да. Морав да ја прашам за време на рекламите. Јас мислам за тоа дојде на емисија. Иако Анита нема никаков проблем, дали е сега станата убав глас, е убав глас, се нема мака, нема што да се срами. Битно е тоа што го работиш, да го работиш од душа, да го сакаш да го работиш. Што ќе слушнеме, Анита? Ќе слушнеме Стопо Рихтер, една убава песна. Бидејќи ќе ја слушнеме таа на крај и настапот. Може нешто друго да слушнеме, ако не е проблем, да не се повторуваме. Може. Ајде, нешто друго да. А сега за во живо правиме муабет. За во живо, да, за во живо. Па, еве, што ми дојде на ум, македонско девојче, еве. Ако, одлично.
Македонско девојче, китка шарена, во градина набрана, дар подарена. Дали има новој бели свет, поубаво девојче од Македонче. Нема, нема и не ке се роди поубаво девојче од Македонче. Јасно. Браво. Јас морав и да снимам малку тука, затоа што ова треба да се има во архивата и кај нас, за да се сеќаваме, нели? Иако Анита секогаш се одзива на нашата покана. Секогаш расположена. Каде и да е, еве од Битола, навистина тоа многу го почитувам и кај вас и кај некои други ваши колешки. За жал не можам да го кажам за сите. Секој, нели? Ете, со својот карактер. карактер. Како што кажав, секој си има причина. Така, но нас навистина Главно е не секогаш значи. љубовта, сакањето. Така. Затоа ние велиме театарот е моја желба, моје сакање, моје хоби. Тоа е моја одговорна, главна, споредна задача. Театрот е моја животна обврска, моја професија, ама и моја мисија. И се гледа дека се уште со таков жар зборувате за тоа, со таков сјај во Со очите. таква љубов, Да. прво љубов. Со таква љубов. Така не поврзува и мелодијата, Така. незините песни, незините звуци. Оти без музика, мислам дека не ќе можам да се доискажам. Секогаш сакам зборот да ми премине во музичка точка. Така. Па и нема нешто поубаво од музиката, јас Нема, мислам. но вистина нема. Од песната. Така, Јован и Лијана знам дека заминуваат на работа, ако од тука, од како ќе ви испратиме. Господи Руси, какви обврски имате денеска? Денеска имам средба во 12 часот во општина Кисела Вода, во 13:30 во Црвен крст на Македонија. Значи работно Така што продолжувате. Работно продолжувам, битно е да не доцнам. Да. Инаку доцнам, па треба да честам. Така обично, така обично. така се вика. вели. Така. Да. Анита, дали можеби ќе се испие некој кафе со некои од колишките тука, колегите? Па денес го планирам денот за да го поминам во Скопје, бидејќи вечер имам друго снимање, да се искористи времето, така да ќе направам една убава прошетка. Супер, да не послужи време во само јас утрово читав околу прогнозата дека можно да има некакви врнежи, ама веќе се навикнавме. Па ќе седниме некаде сега, каде што не врне. Каде што не врне. Ви благодарам многу на сите што дојдовте, ви посакувам многу среќа, многу љубов, многу разбирање понатаму и сигурна сум дека свадбата ќе биде одлична. Ќе гледаме фотографии, ќе гледаме видеа. Господја Руси, вие продолжете понатаму да творите како досега, бидејќи за вас нема пауза. И ве чекаме пак да ни дојдете тука во студијата. Додека ве бара, добро е да Така појдете, било каде. Дали во театар, дали на сцена, дали во МТВ, дали во Канал 5. Ајде, ќе дочекам на кавга со Иван. Поздрав до Иван. Го следам. И поздрав и од нас. Анита, ги чекаме новите песни, новите спотови. Да. Едва чекам и јас. Исто и ние. Кога ќе има Ќе ги прво кај нас промовираме, тука во студио, Ќе бидеме во промоција. контакт. Точно. Ете така. Благодарам за поканата и уште еднаш поздрав до Секако. гледачите. Ви благодарам Благодариме уште за еднаш. поканата. Ни Така. беше чест да бидеме ваши гости.